Добар ден, ВМРО ДПМН, добар ден за Коалицијата за подобра Македонија, добар ден за почитуваните гости на овој денешен собир, драги пријатели, дами и господа. Денеска, кога тргнав да доаѓам на овој настан, кога седнав во колата, си мислам, па ни треба ли воопшто кампања за Коце Трајановски нови избори? Ни треба ли воопшто и презентација на неговата програма после овие 4 изработени години? 4 години со толку многу проекти, со толку многу дела, со остварено повеќе и од ветеното. Се разбира, во една таква ситуација довербата е така порасната, што многу од луѓето и нема толку да ја гледаат програмата. Знаат дека Коце знае да вети и да оствари, и знаат дека знае да вети и да оствари многу повеќе од ветеното. Но велам, ајде, така е редот, сепак да ја презентираме програмата на актуелниот и идниот градоначелник на град Скопје, Коце Трајановски. Па погледнете што се случуваше кога требаше нашиот контрапартнер во политиката, Социјалдемократскиот сојуз, да презентира кандидат за градоначелник. Прво, сите се надеваа дека ќе се нафати Стефче Јакимовски. Се исплаши човекот, се повлече, се криеше лево, десно, никаде го нема. А нели многу популарен, многу силен, многу јак. Потоа му се свртеа на Андреј во Глушечка дупка. Наред дојде Гордан го снема. Па и се свртеа, ајде сега да ја замолат Радмила да биде. Штрафта. Наспроти тоа му пратија Абер преку медиумите на Бранко Црвенковски, што па ти не бидеш? Овој вика, чекај се, уште тоа ми фали на мене. У цело ова дерече што го имам, уште и у прв круг на локални избори да изгубам. На крај се мачеа, се преслушуваа, се криеа, се повикуваа преку медиумите, се обвинуваа и го одбра Јани Макрадули за жртвено јагне на овие избори. Човекот тргна на еден чуден начин да се промовира со плачење. Но малку исценирано плачење. Малку исценирано затоа што преходниот ден и преходните денови и преходниот период и преходните години го знаеме како човек кој што зборува за ќе падне крв, ќе летаат глави, со прст се заканува, седи мирен и така натаму, и одеднаш плачи човекот. И следниот ден па продолжува, глави ќе летаат, ќе се сечаат, крв ќе падне, жртви ќе има. Што е работата, си викаат луѓето. Драги пријатели, ако треба накратко со една реченица да го опишам Коце Трајановски како човек и како градоначелник, би рекол дека Коце Трајановски е еден питом човек, неагресивен, но неуморен работник и пред се човек. Наспроти него имаме чиста спротивност. Човек кој што не може да се пофали со ниту едно дело во животот. Не може да се пофали со тоа што го сработил. Полн со агресивност, со зла крв, со закани. Човек кој што луѓето го памтат по навреди. Навреди во секоја можна прилика. Колку што може пожестоко да навреди некој, да го здоболи навредата ако може. Тоа е една ситуација на два различни света. Од една страна неуморен работник и неагресивен човек. И човек кој што сака да им помогне на сите луѓе што може да им помогне. Човек кој што живее со народот. Човек кој што
и покрај тоа што подолг период е во политиката и 4 години градоначалник на Скопје, не се повлече во неговата канцеларија и во удобната фотелја. Човек кој што беше постојано на терен, човек кој што на дневна база ги контролираше компаниите кои што ги работат неговите проекти на лице место, на улица, на асфалт, онаму каде што се работи, каде што се копа, каде што се носат цепки, каде што се спојуваат кабли и така натаму, човек кој што дневно беше на местото каде што има потреба да биде. Од другата страна, наспроти него, човек кој што не го памтиме по ниедно дело, агресивен и човек кој што постојано се заканува и навредува. Мислам дека на овие избори скопјани ќе имаат можност да добијат градоначалник во првиот круг на локалните избори. И тоа не е само главната дилема. Тоа го знае и СДСМ. Кај нив битката е не дали ќе победа, туку дали ќе влезат во вториот круг. Тоа го знае и СДСМ. Тоа го знаат и граѓаните. Но што е важно тука? Да се запомни и да излезе како една од главните пораки од денешниот наш собир. Важно е да не му ги врзиме раците на Коце Трајановски со Советот. Важно е силно да се подржи листата на советници за да може Коце Трајановски да ги оствари ветените проекти. Ако Коце Трајановски нема подршка од Советот, тој нема да може да ги оствари своите проекти. Затоа, драги пријатели, ги повикувам скопјани. Ако сакаат сегашниот градоначалник Коце Трајановски да биде исто толку успешен и поуспешен во наредните 4 години, не е доволно да го подржат само него, бидејќи со тоа не ја завршиле ни половина од нивната работа. Потребно е да дадат подршка на листата за советници на ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, за да може Коце Трајановски да го оствари зацртаното и ветеното. Тој направи многу дела во овој период. Ќе спомнам неколку од нив, веројатно тој ќе се концентрира на повеќе од нив. Да се подсетиме на проширениот и реконструиран булевар Митрополит Теодосиј Гологанов, од Климент Охридски до 8 септември со турбо кружна крстосница кај Католичка црква. Проширен и реконструиран булеварот Илинден на потек од владата на Република Македонија до спортскиот комплекс Борис Трајковски. Проширен булеварот Србија, проширен и реконструиран булеварот Свети Климент Охридски. Изграден е кружен тек на улицата Ѓорче Петров. Реконструирана и проширена улицата Борис Трајковски, поранешна Првомајска прва фаза, на потегот од рампа до улица Народни херои, кај Расадник. Обновен е асфалтот на булеварите Партизански одреди, Кузман Јосифовски Питу и Крсте Мисирков, како и на улиците Даме Груев, Васил Джиларски и Стив Наумов во централното градско подрачје. Целосно се реконструирани улиците Козле, Самуилова, булевар Јане Сандарски, Крушопек и на дел од улицата Радишанска, кракот од јужноморски бригади, Пелагонија, Волковска, повеќе улици од населбата Усје. Реконструирани се тротоарите долж на 6 булевари во центарот на градот, се изгради модерна кружна сообраќајница во Ѓорче Петров, кај црквата Свети Петар и Павле, модерна кружна сообраќајница во Бутел на улицата Боца Иванова. Започна изградбата на 2 катни гаражи во центарот на Скопје, со што ќе се добијат вкупно дополнителни 1000 места за паркирање или вкупно 2500 нови паркинг места. Изграден нов мост на реката Вардар помеѓу општините Ѓорче Петров и Сарај. На градските улици се сообраќаат 312 автобуси, нископодни, кинески, двокатни и панорамски минибуси, набавени за 57 милиони евра во соработка со владата на Република Македонија. Коце Трајановски директно го подржа овој проект, наместо да се спротистави како што тоа се правеше од неговиот политички и од нашиот политички противник. Бесплатен превоз на пензионерите секој вторник, петок и сабота. Помогна и во изградбата на жичерницата до врвот на Водно. Помогна и во изградбата на арената Филип II. Ново осветлување и реконструкција на мостовите Гоце Делчев и мостот на Револуцијата. Набавени се нови 57 возила
за собирање на сметот за потребите на јавното предпријатие Комунална хигиена во Скопје. Се реконструираше младинскиот културен центар, се изработи новиот ГУП, онака како што се вети, и уште многу други, многу конкретни проекти со многу конкретна корист за луѓето, за граѓаните на Скопје. Ете затоа Коце Трајановски има таква доверба, како што ретко кој досега градоначелник на Скопје, веројатно ниту еден градоначелник на Скопје досега немал таква доверба од граѓаните на Скопје. Така се сака Скопје. Скопје се сака со дела и Македонија се сака со дела, а не со зборови или со закани или со навреди. Скопје се сака и со работа, со труд, а не со расплачување. Драги пријатели, во јавноста последниве неколку дена Бранко и неговите блиски пуштаат шпекулации дека наводно ќе имало предвремени избори во јуни, па во септември, па во октомври. Си лицитираат така и си шпекулираат. Го читам тоа и го слушам по медиумите и си викам, па не е валја до тоа держе да дојде Бранко, до толку да се заплетка во мрежата која сам си ја сплете, до толку да заглави во лавиринтот кој што самиот го ископа. Та сега да бара излез за да ги охраби своите членови од СДСМ дека наводно успеала неговата тактика и стратегија и дека он не натерал да има предвремени парламентарни избори. Нема да има предвремени парламентарни избори. Има локални избори. Зошто Бранко лажеш повторно? Зошто ги лажеш своите? Зошто продолжуваш да ја пробуваш да ја уништиш и партијата и да ја наштетиш и на државата? Зошто ги лажеш и малтретираш своите членови? И тоа само со една цел, што мислиш дека ќе купиш време и мислиш дека јавноста нема да зборува за мајскиот конгрес на СДСМ. Никој веќе не ти верува. И мали деца знаат веќе што правиш и што лажеш. Ако сакаш избори, Бранко, ајде Бранко, дојди на локални избори. Ако не сакаш, тогаш тоа е твоја одлука, но и твоја одговорност. Едно да знаеш, не може Република Македонија да зависи од твоите лични желби и твоите лични интереси. Македонија мора да оди напред. Граѓаните сакаат напредок, сакаат победи, сакаат успеси, сакаат решавање на нивните проблеми. Тие не можат да го чекаат Бранко Црвенковски со неговите игри и лавиринти. Сега најново гледам дека откако видоа дека на нивните протести немаат некоја голема подршка, имаат мал одзив, сега ги гледам дека почнаа да возат коли низ Скопје. Па така, членовите на СДСМ и раководството на СДСМ ќе влезат и влегоа денеска во коли и ќе свиркаат по улиците и тоа е легитимно, во ред. Само не сум ги видел снимките денеска да видам во кои коли влегоа. Дали во нивните луксузни джипови, мерцедеси, аудија, кои што ги има Игор, кои што ги има Радмила, кои што ги има другите Ана, Минчев и така натаму, или пак позајмиле од некој. Јас се сеќавам обично во тинеџерски години, оние што има послаба кола позајмуваа од некои другари за да излезат мангуби пред девојките, ќе позајмеа подобра кола. Сега дојде време тие што имаат најлуксузни коли да поземат некоја така поскромно возило. Баш очекувам да ја видам таа ергела. И се надевам дека нема да се возат во туги коли, ќе си ги возат своите, што си ги возат секој ден. И може да бираат некој од нив помеѓу джип и Мерцедес, помеѓу Ауди и БМВ, затоа што не е по една, повеќе се, па може и да менуваат од време на време. Но и тоа не е најважно. Важно е што тие, драги пријатели, немаат подршка од граѓаните, не од мнозинството, од најголемиот дел од граѓаните. И ова возење со коли е само преодна фаза, во која или после ќе влезат во парламент, или ќе влезат во долината на политички заборав, а со колите побрзо ќе стигнат до таму. Драги пријатели, сега во последно време гледам
го раќаат во игра името. Ја вадат темата повторно. Откако со насуство и со бојкот им завршија голема работа на оние кои ја попречуваат Македонија во европските интеграции, и тоа не им е доволно, сега пак почнаа да шпекулираат со името. Сакам да му кажам на Бранко. Една сум кажал, два пати сум кажал, безброј пати сум кажал. Тоа го има и во нашата програма. Името е на државата, името е на народот. Народот може само да одлучува за името. И тоа на јавно распишан, организиран референдум. Народот може само да одлучи дали и кога и како би се менувало или нема да се менува. Не може Бранко да очекува од мене дека јас како него, како што тој направи пред 20 години, кога во договор во 4 очи, тајно и конспиративно го промени името. И потоа викаше дека тоа ќе било за само 2 месеци, а после се ќе се вратило по старо. Не се чепкај, Бранко, за името. Народот памети и народот одлучува. Запамети го тоа. Драги пријатели, во оваа прилика уште еднаш ќе порачам. Имаме кандидат за градоначалник, кој што убедливо ќе победи на овие локални избори во првиот круг. На кого му треба поддршка за него, но пред се за листата на советници. Вие видовте со какви обструкции се соочивме од страна на советниците на СДСМ кога требаше да се носат одредени проекти во градот Скопје, кога требаше да се одвучува, кога требаше да се пресечи што да се направи, што да не се направи. СДСМ беше против речиси се, беше против автобусите, беше против изградбата на арената Филип II, беше против изградбата и проширувањето на булеварот Илинденска, Теодосиј Гологанов, Свети Климент Охридски. Беше против набавката на одредени на камионите кои што требаше да се набават за собирање на смет. Беше против обезбедување на денови за бесплатен превоз за пензионерите. СДСМ е против изградбата на стариот театар, музеот, Уставниот суд, филхармонијата, зградата на Министерството за надворешни работи, новата зграда на водовод, новата градска куќа, објекти кои не само што ќе го разубават градот, туку обезбедуваат и нови работни места, раздвижување на градежништвото и економијата и ослободување за некои работи од плаќање кирии и решавање на многу проблеми. СДСМ е против изградбата на катни гаражи, со кои се решава во голем дел сообраќајниот хаос што е во Македонија. Видовте дека практично беа против се и во Советот на град Скопје и во парламентот, затоа што за дел од овие работи се одлучуваше во Советот, за дел се одлучуваше во парламентот. Ги спроведувавме заедно со Коце Трајановски. Со него имав прилика неколку пати во годината, 4 до 5 пати во годината, да имаме долги работни состаноци за проектите кои што ги работиме заеднички. И можам да ви кажам дека се работи за многу систематичен човек. Човек кој што ја гледа и целината, но и деталите. Кој што многу внимава кога се прави нешто ново, нешто вредно, нешто значено, да не наштети никому, макар и на мал дел од граѓаните кои што би се нашле колатерална штета или би се нашле засегнати од некој проект кој што е прифатлив за мнозинството, но на некој мал дел може да му создаде незадоволство. Човек кој што точка по точка знае точно како да го изоди патот кој што го зацртал. И затоа ќе добие втор мандат за градоначалник на Скопје. Затоа ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија ќе излезат победници уште во првиот круг, ќе победи и Скопје, ќе победат и проектите од оваа програма која што денеска ја промовира сегашниот и иден градоначалник на Скопје, господинот Коце Трајановски. Благодарам, да сте живи и здрави, да живее ВМРО ДПМН, да живее Скопје, да живее Македонија.